Добар ден, драги ученици, јас сум Жаклина Ристовска, одделенски наставник од Основно училиште Браќа Миладиновци, Аеродром Скопје. На првите часови од математика во пето деление ќе се запознаете со определување местна вредност на цифрите во петтоцифрен или шестоцифрен број. Ќе научите да запишувате и читате петцифрен и шестцифрен број, да ја определувате местната вредност на секоја цифра. Еве овде се запишани неколку петцифрени и шестцифрени броеви. И имате задача од мене да одредите кои се петцифрени, а кои шестцифрени броеви. Се знае петцифрените броеви, самиот збор ви кажува 5 цифри, а шестцифрените броеви имаат 6 цифри, 7цифрените броеви 7 цифри и така натаму. Како точно ќе ги запишеме овие броеви користејќи зборови? Јас ќе прочитам, а вие подоцна ќе видите кој е точниот одговор. 600.980. 600.980. Еве како се запишува 600.980. Сврзникот е само помеѓу стотките и десетките. 70.707. 70.707. И шестоцифрен број имаме 900.001. 900.001. Значи сврзникот секогаш се става пред единиците или пред десетките, значи пред последната цифра. Ако е овде 1, еве и. Ако е овде 7, значи еве и. А овде гледаме кога имаме 80, значи и доаѓа пред 80. Да видиме сега, ако ги имаме броевите запишано, како ќе ги запишеме користејќи цифри. 99.358. 99.358. 1.003.000.003. 1.003.000.003. Значи 1.003.000 е 7цифрен број. 246.152. 246.152. Доколку ги ставиме во табела со местни вредности, еве еден интересен податок, кој е и вистинит, значи земен од податок, кој е точен и веродостоен, значи од Скопје до Велингтон имаме 17.813 километри. Од Скопје до Мексико имаме 10.873, а од Скопје до Мелбурн имаме 15.243. Еве каде наоѓаат пример овие петцифрени броеви. Но да ги разгледаме ние како бројки и да видиме цифрата 1, е интересно, се појавува два пати во овој број. На едното место има местна вредност од 10.000, а на другото местна вредност од десетки. Значи овде ќе биде 10.000, а овде само 10. Инаку, стотките, десетките и единиците влегуваат во класата на единици, а додека стотките, илјади, десетките, илјади, единиците, илјади во класата на илјади и класа на милиони. Значи оваа година ќе се запознаете со овие три класи и вака ќе ги одредувате местните вредности на цифрите во петцифрени и шестцифрени броеви. Да ја видиме местната вредност на цифрата 0 во бројот 10.873. Значи, во овој број 10.873 цифрата 0 има местна вредност од единици, илјади.
да ви приложам една идеја како да ги играте и учите 5-цифрени и 6-цифрени броеви. На големиот одмор може еден да запишува еден 5-цифрен или 6-цифрен број по негов избор, а друг да го запишува со зборови. Оној ученик кој ќе напише најмногу 5-цифрени или 6-цифрени броеви по негов избор и точно ќе ги запише со зборови е победник. Но се да видиме како се запишуваат овие броеви кои овие ученици ги дале како пример во играта. 12 и 4009, 34.678, 21.674, 34.987, 349.870. Дали треба 34.000 или 34, значи мора сврзник, не може без и. 34.000 не може, туку 34.987. Се надевам дека оваа игра ќе ви се допадне, ќе играте и на тој начин и ќе учите. Една задача да видиме месната вредност на цифрите во овој број. Цифрата 3 има месна вредност од десетки и илјади или 30 илјади. Цифрата 9 се појавува 3 пати. На ова место цифрата 9 има месна вредност од единици илјади и е 9000. Овде цифрата 9 има месна вредност од 100.900 и третата деветка пред единиците месна вредност 10.090. Цифрата 2 има месна вредност на единици или само 2. Ваша задача ќе биде да одредите месната вредност на цифрите во овој број. Цифрата 1 е на местото 100.000. Значи има вредност 100.000 или 100.000. Цифрата 0 два пати се појавува. Во овој случај е на местото на 10.000, а во овој случај е на 1000. Значи велиме 0,10.000 и 0.000. И цифрата 9 има месна вредност од десетки или 90. Составете вакви задачи, неколку, и секоја цифра анализирајте ја, односно одредете ја месната вредност на цифрите. Така ќе научите да одредувате месна вредност на цифрите во 5-цифрен и 6-цифрен број, а и онаа игра на големиот одмор со меѓу другарчињата, каде што ќе читате и запишувате броеви и на тој начин полесно ќе совладате да ги читате и правилно да ги запишувате 5-цифрените и 6-цифрените броеви. Ви благодарам на вниманието.